Почитувани дами и господа, почитувани пријатели на фолклорот, добра вечер и добро ни дојдовте на традиционалниот годишен концерт на Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Оваа година концертот е наречен Од река до пијанец. Концерт кој представува презентација на работата на сите ансамбли кои творат при Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. И навистина, оваа година се твореше без престан. Се работеше интензивно и покрај фактот што ова беше пандемиска година. Ние оваа година ја обоивме со шареноликоста на македонскиот фолклор, а таа ни подари многу љубов, за возврат и признанија и награди. Културно-уметничкото друштво Илинден продолжува со истражување на македонската традиција и нејзиното пренесување на идните генерации во автентичен облик, следено од будното око на нејзините стручни соработници, магистар Валентин Соклевски и Љупка Стефановска. Да ги поздравиме со еден аплауз. Начело на оркестарот на ансамблот оваа година, како и многу години наназад, сме со Славе Наумовски Чапче, кој заедно со корепетиторите Николча Гелковски, Никола Пецаковски, Виктор Крстевски, Филип Јаковлевски, неуморно на секоја проба даваат се од себе, за да се креираат врвни интерпретации. Особено богатиот колорит на автентични и стилизирани носи е доверен на Филип Јаковлевски, а перфекцијата на изведбите на уметниот раководител Александар Стефановски. Оваа галија полна фолклорни изведби плови под кормилото на Драги Филевски како подпредседател и се разбира председателот Антонио Димитровски. Во оваа година се среќаваме и во оваа сала после 2 години. Минатата година немаше концерт од оправдани причини. Затоа овој концерт ќе изобилува со нови фолклорни содржини кои ги создаде овој ансамбл. Вечерашниот концерт ја има честа да го отвори сценската адаптација на игри од Битолското поле на авторката Љупка Стефановска, за која костимографија како консултант го имаме ценетиот и драг гостин, професор доктор Владимир Јаневски. А ти раскажувај ми, бабо. Под боро седат косачи, бабо, големи облок фаќаја, кој ќе го боро надфрли, бабо, тој ќе ја земе калина. Надфрлил ми го старчиште, бабо, старчиште с бело брадиште. Писна калина да плаче, бабо. Оф, леле, Боже до Бога.
изигравме, си пеевме. Кога ќе зигравме на сред село, земјата се тресеше. Ај, разкажвај ми, бабо. Ама подолга нацртај. Ето така. Ајде. Чекај јас. Оп. Само тиква. Ајде, играш сега. Ајде. Ајде, Тосарамо! Оп.
vaše Tebje, возлюбленого Тя Сина, именуя, и духовиде голубине, извество ваше словесе утвърждение. Явлейся, Христе Боже, Ти мир просвещей, слава Тебе. Go!
но тенорот за тумејца мора да заигра сега. Ајде! Ајде.
Ajde, Beranče! Ajde, dajte, spremni, darujte! Ajde, čekam, proleta mi dojde. Da rasuti, da rascvti, treba detelina. Da razvije šuma godničkata. Da naberam šuma crničova. Da naranam svileni bubeci. Da natočam taja žolta svila. Da napravam svileni darove. Da daruvam sve kori, sve krva. Da daruvam kumo i starejko. Da daruvam dva mladi devera.
Она што ќе даде силен печат на 2021 година и она што ќе остане како траен спомен е гостувањето на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола на фолклоријадата во Русија. Манифестација која се одржува на секои 4 години, на сцена на која се представуваат најдобрите ансамбли на земјите учеснички. На овогодинешната Олимпијада на фолклорот, како што милуваат да ја наречат, учествуваат 38 држави и настапија 53 ансамбли, вклучувајќи ги ансамблите од сите региони на Русија. И таму, во Русија, соборени се 2 Гинисови рекорди. И тоа најголемо оро по број на учесници, најповеќе различни етникуми вклучени во едно оро. На главната сцена ансамблот на културно-уметничкото друштво Илинден од Битола изведе фрагмент од кореографската постановка Малешевка на авторот Јовица Блажевски, која вечерва ќе имаме и чест и задоволство да ја видиме. Постановката која го прослави ансамблот во Русија. Малешевка.
Годината што доаѓа, Културно-уметничкото друштво Илинден ја пречекува со уште поголеми планови и уште поголеми амбиции. За ни вечерва ќе ни раскаже председателот Антонио Димитровски. Повелете. Големо признание и честитки за овие последните, ама и за тие сите предходните. Инако не е за фалба, реално, Битола треба да се гордее и вие овде, родители, баби, мо и обична публика, што немате роднини во игрорците и игрорките, навистина треба да се гордееме со Културно-уметничкото друштво Илинден од Битола. Во почитуваната конференца, доктор Силвана кажа дека ова година Македонија и поширокиот етно регион го представуваше Куд Илинден во Русија, во Башкортостан, и имавме многу убави пофални зборови од најповиканите. Таму беа ансамбли од цела земјина топка и само едно ќе кажам во ова прилика, Илинден и Битола има чест да има член од 5 души во едноврвно тело на ЦИОВ, таа е фолклорната федерација на светот. Значи, Илинден не е обично друштво, Илинден е една голема организација, Илинден прво е љубов, второ е непрегорена желба за уште поголеми успеси. Не е коректно да го фалам Илинден, пошто е наш и мој. Меѓутоа, многу ретки се вакви ансамбли во светот. Ние го кажавме сега само фолклоријадата во Русија. Пред него може да кажуваме Ланголен, Англија, може да кажуваме Мондор, Франција, ова се брендирани фестивали, гостувања во Америка, Австралија и така натаму, цела Европа се разбира, се работи за една сериозна организација, поставена пред, точно ќе кажам, негде 82 година, се качивме на врвот и оттаму не слеговме до денес. Заради тоа, голема почит, нека ме извинат сите, нема ни едно име да спомнам, бидејќи во најавата имаше имена, бидејќи не можам кој да го издвојам. Например, која беше поарна, женската екипа или машката, едниот, другиот или третиот оркестр, 4 оркестри. Така да се работи за една силина на фолклорен ансамбл, што многу ретко се среќава. Јас во оваа пригода, тука негде би завршил со најава дека беше Илинден, и ќе биде столб на македонското обстојување, на македонскиот ентитет. Еден од главните столбови е фолклорот, орото, носијата, песната. Македонскиот фолклор не е само овај овде. Заради тоа не можеме да кажеме ние некои страни на светот. Ние сме на овој дел секаде присутни. Сега имавме прилика да видиме два прекрасни сплета, Костурско
Тој е македонскиот фолклор. Треба да се гордееме, да одгајуваме, да обстојуваме. На крајот, да ни се здрави и живи, овие играорци пред ними во првиот концерт, предводени од наставничкиот, стручниот естаблишмент, заедно со организациониот, менаџерскиот дел, и да речи Госпо, а најпоќе со вас, со публиката, бидејќи вие ни давате мотив за да го оцениме дека вие го вреднувате овој труд што е даден. Уште еднаш, да живеј фолклорот, да живеј Илинден, да живеј Република Македонија! Почитувана публико, ми останува да се заблагодарам за вашето присуство, за вашето внимание, како и за сета ваша поддршка. Се надевам дека се гледаме за скоро во поубави услови, може би без маска, да се надеваме до година. Ви благодарам и ви посакувам добра ноќ.